Јужна Африка се соочува со тешка и студена зима. Националната валута ранд падна на ново најниско ниво во однос на доларот, додека честите прекини на електрична енергија дополнително го попречуваат напредокот на економијата. За да се справи со слабењето на валутата, Јужноафриканската централна банка ги зголеми каматните стапки 10 пати од ноември 2021, опторувајќи ги должниците со повисоки плаќања. Мајката на 2 деца и адвокатка Бетина Флеминг вели дека незината плата не е доволна за да го издржи месецот. Our bond has gone up 6,000 rand in the last 18 months with the interest rate hikes. Нашата обврзница порасна за 6.000 ранди во последните 18 месеци со зголемувањето на каматните стапки. Училишните даноци се зголемени, здравственото осигурување, основните намирници се поскапени. Осигурувањето не ги покрива зголемените трошоци, така што веројатно добивате помалку за вашите пари кога станува збор за осигурување. Ситуацијата се влоши кога американскиот амбасадор во земјата Рубен Бригети ја обвини Јужна Африка дека ја помага на Русија, дозволувајќи му на руски брод да се закотви во поморската база во Кейптаун минатиот декември. Владата ги негира овие наводи, но штетата врз рандот е веќе направена. A scandal like this comes out and whether or not there's truth to it, I don't know. Се појави ваков скандал и дали има вистина или не знам, но наративот е присуден и се одразува врз надежта за промени. Губењето на вредноста на рандот е само сигнал за уште еден сет на проблеми со кои ќе треба да се справиме. Јужна Африка вели дека сака да остане неутрална во војната меѓу Русија и Украина. Експертите се скептични во таквите тврдења, а тоа го загрозува учеството на земјата во актот за африкански раст и можности, кој овозможува безцарински извоз на стоки од Јужна Африка во САД. САД се 20 пати поважни од Русија во однос на економската трговија со Јужна Африка. Постои голем ризик ако се загрозат 9% од нашиот извоз поради идеолошки причини. Експертите веруваат дека промената на политиката кон Русија и правилен план може да води кон враќање на валутата на посилна позиција. Доколку има промена на тактиката од владата и се реализира проектот за имплементација за соларната електрична енергија на начин каде што помага. Енергетската криза го истакнува прашањето дали треба да покажеме повеќе верност кон западниот свет отколку кон руската влада. Тогаш има добри шанси рандот да ја поврати вредноста. Јужноафриканскиот претседател Сирил Рамафоса најави дека делегација од 6 африкански представници следниот месец ќе патува за Москва и Киев. Нивната мисија е да се вклучат во дискусии насочени кон ставање крај на разорната војна, што влијае не само врз Европа, туку и во Африка.